Македонија отвара истрага за извоз на мозоци за научни цели. По информациите дека примероци од мозочно ткиво од починати луѓе од земјата биле транспортирани во 90-тите години во САД за научно-истражувачки цели, јавното обвинителство оформи предмет под опрен глас. Ке се истражува што точно се случувало, ке се бараат информации од институциите, органите и болниците и ке се утврдува дали имало незаконско работење со човечки ткива и биоматеријали. Истрагата треба да утврди дали семејствата на починатите луѓе дале согласност за употреба на ткивото, како и дали институциите биле запознаени и имаат одобрено ваков вид транспорт. Поради сериозноста на информациите кои вклучуваат обработка, замрзнување и меѓународен транспорт на човечки ткива, како и потенцијални прашања околу согласеноста со законските и етичките стандарди, обвинителството ќе ги провери сите индиции за евентуално кривично дело кое се гони по службена должност. Истрага за извоз на мозоци води Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за здравство и премиерот Христијан Мицкоски очекува истрагата на институциите да даде одговор на отворените прашања во јавноста. Министерот Азир Алиу смета дека мали се шансите за злоупотреби. Лично ако ме прашувате како човек, не како министер и како министерство, ценам дека многу малце има можност за злоупотреби во овој случај, бидејќи се работи за истражувачки проект помеѓу две земји, а втората земја е Соединетите Американски држави, кој што има многу јасно дефинирани протоколи кога се работи за биолошки материјал. Прво, овој факт треба да го имаме во предвид. Вториот факт што ни дава мене лично комодитет дека можеби најверојатно малце би имал дилеми дека има злоупотреби, институцијата од другата страна, значи се работи за универзитет кој што е престижен универзитет, кој што има име. За извозот на мозоци од починати пациенти во земјава за научни цели во Соединетите Американски држави, јавноста во земјава дозна од документите поврзани со Джефри Епстин, кој ги објави Американското министерство за правда, каде беше спомената соработката на неговата фондација со Универзитетот Колумбија, кој користел мозоци од увоз од како што стои малата балканска земја Македонија. Во колекцијата од околу 1000 мозоци имало мозоци од луѓе што извршиле самоубиство, но и контролни примероци. Во текстот пишува дека мозоците од Македонија биле отстранети по смртта на одредено лице, биле веднаш замрзнати, транспортирани во САД за научни цели и правилно означени и архивирани.